Добар ден, ученици! Добре дојдовте во Училница. Јас сум наставник Александра Неделковска, прво оделение од Општинското основно училиште Ацо Шопов Бутел од Скопје. На денешниот час ќе се запознаеме со наставната содржина, разговор на тема «Што би ми рекла ако сум лута, тажна». Цели: да разберете како однесувањето може да доведе до жал, лутина, да согледате дека добриот збор ги одржува и ги подобрува меѓусебните односи, емпатијата со чувството е во ред да се искажува и да го проширите сопственото размислување. Часот ќе го започнеме со разговор на темата што ве прави тажни или лути. Која е причината за тоа? Сигурно ви се случило во исто време да сте и тажни и лути. Различни се причините кои ве прават тажни и лути во исто време. Тагата и лутината се меѓусебно поврзани реакции. Тажни сте и плачете, а во исто време сте и лути. Тажни сте бидејќи нешто се случило, а лути сте бидејќи сте дозволиле или нешто се направиле за тоа да се случи. Кога најчесто се случува тоа? Кога сте изгубиле некој предмет, клуч, омилената играчка, кога не сте го добиле очекуваниот подарок, кога сте изгубиле во спортски надпревар, кога сте се скарале со другарчето и во многу други слични ситуации. Кога ќе ви се случи некоја од наведените ситуации, што би сакале да слушнете од вашето другарче? Како би сакале другарчето да се однесува со вас? Сигурно би сакале да ви помогне на било каков начин, да ви даде добронамерен совет, да ве утеши, да ве гушне. Првачето Мила се нашла во една ваква ситуација. Ајде да видиме што се случило. Првачето Мила има домашен миленик, кучето Арес, кој го доби од своите родители. Таа секојдневно се грижи за Арес. Тој ден Мила го шеташе Арес, а во блиската шума си играа незините другарчиња. Ја мамеше нивната смеа и Мила им се придружи во играта. Арес го заврза за едно дрво. Не помина многу време, Мила забележа дека Арес го нема. Го бараше насекаде, го довикуваше, но попусто. Од Арес ни трага, ни глас. Мила беше тажна. Солзи и течеа по лицето. Тажна е и лута во исто време на самата себе. Како можеше да ѝ се случи тоа? Околу неа се насобраа другарчињата. Секој имаше по некој убав збор да ѝ каже. Солзите исчезнаа и надеж се појави на лицето на Мила. Одеднаш се слушна лаењето на Арес кој весело дотрча, а со него дотрчаа и неколку други кучиња. Тој почна да скока и да се умилкува околу Мила. Мила го галеше и беше среќна што повторно е со својот миленик. Си вети самата на себе дека во иднина ќе биде повнимателна и поодговорна, а Арес па и нему му се потребни другарчиња како на секој од нас. Се согласувате, нели? Ајде сега сите заедно да ми помогнете да ја пополниме табелата со се она што другарчињата и го кажале на Мила за таа да се чувствува подобро. Не можам да те гледам кога си тажна, и рекло едно од другарчињата. Не можам да те гледам кога си лута, се надоврзале. Добро е да се исплачеш. Те разбирам, но те молам да ми дозволиш да ти помогнам. Сваќам дека си тажна што го изгуби милиничето и сакам да го најдеш. Се ќе биде во ред. Дојди да те гушнам. Ќе ти помогнам. Јас сум тука покрај тебе. Ќе ти кажам некоја смешка за да те развеселам. Одлично, ученици. Сите овие
зборови, сите овие реченици и помогнале на Мила за таа да се чувствува подобро. Така треба и во секојдневниот живот. Заклучок. Секој од нас понекогаш е тажен или луд. И сите сакаме убав збор за утеха, но убав збор и утеха треба и да даваме. Запомнете, после тагата доаѓа радост, а смејата е најдобриот лек. Се надевам дека ова што денес го научите, ќе го примените во секојдневниот живот. Ви благодарам на вниманието.